Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Кога зборуваме за свесното родителство и неговиот став за околу дисциплинирањето на децата, околу дисциплината, Шефали спомнува дека свесното родителство во тој однос тргнува од еден основен принцип, а тоа е конекција пред корекција. И овој принцип се базира врз три основни столбови, а тие се преговарање, поставување на граници и природни последици. Денес ќе зборуваме за поставувањето на границите, односно за вториот столб. И Шефали, кога станува збор за овој столб, за поставувањето на границите, таа им спомнува на родителите дека начинот на кој ние се ги поставуваме границите спрема себе и кон другите, има многу длабоко влијание врз тоа како ние се представуваме пред другите во врските со нив. И доколку ние немаме свесност за тоа нешто, многу лесно можеме да се најдеме на или да испливаме на површноста на тие врски, односно да многу лесно да се прекинат врските во кои што се наоѓаме или да настанат проблеми, да влеземе во хаос во тие врски. И токму поради тоа Шефали вели на вистина дека е потребно да внесеме свесност за тоа како ги поставуваме границите кон себе и кон другите, а особено значајно е за родителите да внесат свесност во врската со своето дете, значи во процесот на родителствувањето. Ако ние како родители немаме јасна свесност за тоа како да ги поставиме границите со децата, особено затоа што децата знаеме дека тие се во постојано движење, тие се суштества на сегашниот момент и со тоа нивно движење тие често пати знаат да не збунат нас, да ни се чини нас дека тие ги тестираат цело време нашите граници, ние можеме да направиме еден хаос во односот со нив и да ги збуниме децата. И токму овде Шефали предлага родители, ајде да разгледаме на кој начин ние можеме да внесеме свесност во процесот на родителствување кога поставуваме граници со нашите деца. И таа токму овде спомнува дека во модерната психологија многу се зборува за границите и се чини дека одговорот на многу прашања во врска со проблемите кои што ни се јавуваат во врските се токму решението, токму се границите. Тука е решението, меѓутоа таа вели дека до одредено ниво ова е точно, меѓутоа овде постојат замки кои треба да ги осветлиме, затоа што ако ние не сме свесни за нашите граници, многу лесно можеме тие граници да ги претвориме во едни цврсти ѕидови и да ги користиме за да се заштитиме од чувството на болка кој ни го нанесува другиот. И како такви овие ѕидови, од што се изградени? Изградени се од страв и изградени се од контрола, како резултат на егото. И зошто ги нарекуваме ѕидови? Затоа што тие ги дизајнираме граници, такви цврсти граници дизајнираме за да ги држиме другите понастрана од нас, за да не ни предизвикуваат повеќе болка. Но наместо ние да ја деконструираме таа болка и да ја насочиме кон лекување, ние се оградуваме од другите и наместо да ја направиме вистинската работа на себе, да се разбереме себе си на подлабоко ниво, ние поставуваме цврсти ѕидови. И значи Шефали овде спомнува дека вистинските граници не се секогаш заради реакциите од надворешниот свет. Иако тие можат да бидат такви, но во голем дел
вистинските граници не се засноваат врз страф и врз контрола, туку вистинската граница потребно е да се создава како резултат на раст и на свесност. И зошто? Затоа што кога имаме свесност и кога имаме растење, нема место тука за паника, нема место за ужас. Туку ние ги создаваме границите врз основа на љубовта спрема себе и врз основа на почита спрема себе. Ако некој нас не повреди, тогаш ние не создаваме зид за да може да се држиме настрана, туку едноставно градиме нови граници, поставуваме нови граници кои што ќе означуваат граници за она што е прифатливо за нас и за она што не е прифатливо за нас. Значи дозволуваме оние граници кои што се прифатливи за нас, кои што ни обезбедуваат раст, кои што ни обезбедуваат самопочит, да ги вметнеме, а да ги тргнеме сите оние граници кои што не го прават тоа. И на овој начин не станува збор за личноста таа и таа, туку станува збор за наше внатрешно чувство, за тоа кои сме ние и кои се нашите стандарди кои што сакаме да ги постигнеме, за тоа како другите комуницираат со нас. И овде вели Шефали е разликата. И ајде им предлага на родителите сега ова нешто, односно овој увид ние да го внесеме во родителството. Зошто? Затоа што сакаме, во основа сите сакаме ние да, кога ги родителствуваме децата, кога сакаме да поставиме граници, сакаме да поставуваме едни лесни граници, едни флексибилни граници, едни здрави граници, чисти, јасни граници, наместо ние постојано и самите себе си да се затвораме во една состојба на страв, во една состојба на контрола и тоа да му го наметнуваме на нашите деца. Но прашањето е како да ги создаваме таквите граници. И Шефали овде спомнува дека првиот чекор е секогаш внатрешен. Што подразбира тоа? Подразбира ние како родители да седнеме сами со себе и да бидеме потполно искрени спрема себе. Значи самите да се прашаме кои се границите кои што јас сакам да си ги поставам во односот со своето дете, а да не бидат, да не создаваат зидови помеѓу мене и него, или и при тоа да бидам свесна како да избегнам ненамерно да создавам несвесни граници со моето дете и дека за да можам да го постигнам тоа, потребно е да отелотворам, односно потребно е да ги ставам во функција природните животни принципи кои сами по себе ќе отелотворат, односно ќе постават природни граници на моето дете. Што значи тоа? Тоа Шефали го кажува преку еден пример. Често пати, например, сме купувале благи работи, чоколадни работи кои детето ги обожава, ги сака и после забележуваме некое време дека детето ја променило телесната тежина во насока да ја зголеми и која не делува здраво за нашето дете. И наместо ние како родители едноставно да му ги земаме и да му кажеме нема повеќе да јадиш од овие сладки, ние природните граници би биле кои би ми го поставиле, би биле едноставно повеќе да не ги купуваме тие благи работи, со што детето, значи ќе го ограничиме неговото конзумирање. И тука би завршила границата. Или пак, доколку забележиме на училиште дека нашето дете во последно време добива слаби резултати на училиште, неговото однесување се променило во некое неадекватно однесување, а цело време забележуваме и дека дома постојано е со екранот во раце,
тогаш ние нема да му го земиме телефонот на детето и да го ограничиме време траењето само на детето околу користењето на екрани, туку тоа ќе го направиме и со сите останати членови во семејството. Затоа што разбираме дека времето кое што сите ние сме го поминувале покрај екраните придонесло за разделување, за разделба, за дисконекција помеѓу нас и децата, и сето тоа довело до тоа да нашето дете да покаже слаби резултати. Значи, разбираме дека превземаме одговорност за нашето дете, за однесувањето на нашето дете преку поставување на природни граници. Освен се разбира во случаеви кога, например, станува збор за работа од кој што, значи, зависи буџетот на семејството. Но што е она што Шефали сака да ни го каже? Кога имаме правила, можеме да ја видиме границата овде помеѓу поставувањето на граници кои се резултат на однесувањето на другите, тогаш што внесува и како ги поставуваме тие граници. Кога се како резултат на реакцијата на другите, овие граници ги поставуваме како резултат прво од нашата несигурност. Што значи тоа? Дека овие граници не се ниту добро осмислени, ниту пак се долготрајни, затоа што прво тие ќе ги збунат другите. И затоа што тие не се вметнати во една исправна, здрава животна идеја или животна филозофија. Значи, не се интегрирани во нешто здраво, кое е битно за целото семејство. Меѓутоа, границите пак кои што се навистина добро осмислени и се јасни, и како тие се долготрајни, долго одржливи во домот, затоа што пред се овие граници се резултат на свесност од страна на родителот. Меѓутоа, за да може да се случи таа свесност, родителот треба да си постави неколку прашања. И во ова видео јас ќе ви ги кажам само првите две прашања, а од наредните видеа ќе ги објасниме останатите прашања кога станува збор за поставувањето на граници и кои се тие кои треба родител да ги знае. Првите две прашања се за кого е наменета мојата граница, а второто прашање е дали мојата граница го зајакнува моето его или пак мојата граница го зајакнува и го подобрува животот. Во однос на првото прашање, дали границата е базирана врз егото на родителот или пак е заради вистинските потреби на детето, најчесто родителите никогаш не си го поставуваат ова прашање. Шефали тоа го пишува во нејзината книга. Зошто? Затоа што секогаш родителите кога ги поставуваат границите во односот со детето, најчесто тргнуваат од една предпоставка, а тоа е дека секогаш родителот ги поставува границите затоа што тие сите граници кои што ги поставуваме се во најдобар интерес за детето. Меѓутоа, Шефали овде кажува дека итекако оваа предпоставка воопшто не е точна. Зошто? Затоа што во поголемиот дел од времето кој што го минуваме со нашите деца, кога родителствуваме и кога поставуваме граници, најчесто тие граници се резултат на нашите барања, нашите желби родителски, на нашите очекувања, на нашите фантазии кои што произлегуваат од родителското его, а многу помалку заради вистинските потреби и желби на детето. И та дава овде еден пример за тоа, например, кога детето долго време му е одредено од страна на родителот да свири на клавир. И
Дали ние воопшто, Шефали ги прашува родителите, воопшто се прашуваме? Зошто детето толку долго свири на клаври? Дали тоа свири за нас, заради нашите потреби, или свири за себе? Ако е на вистина заради себе, дали не треба детето тоа да одлучи? Или пак, да речеме, доброволно да свири? Дали тие часови долготрајни се навистина исклучително важни за и потребни од исклучително животно значење за детето? И дали тие се во согласност со она што го бара самото дете или во согласност со нашите барања? Дали при тоа нашето дете воопшто сме се прашале дали ужива во толку многу часови долго време да свири на клавир? Ако е така, зошто постојано дома имам расправи и кавги околу времето за вежбање? Дали сум се прашала колку моите граници кои што ги поставувам тука, правила, дали се воопшто флексибилни? Дали сум се прашала дека можеби се крути, можеби се догматски? Дали воопшто сум прашала во што верува моето дете? Што сака тоа да прави? Што мисли дека е најдобро за него? Друг пример ни дава Шефали во врска со спиењето на децата, времето за границата која што поставуваме во времето со спиењето на детето. Дали ние воопшто, кога станува збор за одење на спиење, времето за спиење, дали го поставуваме врз основа на неговите вистински потреби или пак според неговите оригинални циклуси на спиење, или пак тоа го правиме врз основа на тоа колку често сакаме да ја гледаме нашата омилена серија на Netflix. И Шефали овде навистина им објаснува на родителите дека најчесто нашите граници кога ги поставуваме во дисциплинирањето со децата потекнуваат од нашето родителско его, потекнуваат од зошто? Затоа што потекнуваат од нашите фантазии, од нашите очекувања, од нашите родителски агенди, а многу ретко од желбите на нашите деца. Вистинските желби и вистинските потреби. Второ, кога станува збор за родителот да се праша дали границата потекнува од неговото его или пак и го зајакнува егото, или пак го зајакнува животот и го подобрува животот, кажавме дека најчесто оние врски или правила или граници кои што ги поставува родителот со детето, кои што иницираат пред се очекувања, иницираат желби, иницираат одредени фантазии кај родителот, најчесто тие се базирани врз неговото его. Меѓутоа, границите кои што го подобруваат животот и го зацврстуваат животот, тие се сосема други. Зошто? Затоа што тие граници пред се испитани граници, тие се долго одржливи граници и се во интерес на самото дете. И овие граници се за секој дете низ целиот свет, односно за какви граници станува збор. Например, тука станува за поставување на граници кои што се во врска со, да кажеме, практикување на добри хигиенски навики или граници кои што се во врска со практикување на добри навики во врска со здравието, одржувањето на здравието на детето, или пак во врска со одржување на чувство за неповредување на самиот себе си или и за неповредување на другите.
чувство одржување граници кои што се поставуваат во врска со одржување на добри навики за стекнување на образование. После за граници кои што придонесуваат детето да остане поврзано со заедницата и така натаму. И овде ги прашува родителите дали можете да ја видите разликата помеѓу овие граници и границите кои што ги поставува родителот кои што се базираат врз неговата агенда. Например, како што се границите кои што ги поставуваме за свирењето на клавир или за играњето на фудбал или играњето на кошарка. Затоа што границите кои што го подобруваат животот, тие навистина се од витално значење за самото дете, затоа што го подобруваат, не само што го подобруваат, туку го одржуваат опстанокот на самото дете. За разлика од овие другите, без кои, значи, детето би можело и да обстои. И овде Шефали ни дава, ќе ви прочитам, од еден извадок од незината книга, за да ни биде појасно нам. Објаснува. Родители, да бидам искрена, никогаш не сум играла кошарка во мојот живот и мислам дека сум сосема добро. Ниту пак бев одлична на клавир. И сега можете да ми кажете, добро Шефали, но што ако моето дете сака само да игра видеоигри и ако се согласам, тогаш тоа ќе биде единствено нешто што ќе го прави. Но Шефали одговара, еве една клучна поинта која ќе ја нагласам. Попуштањето на желбите на нашите деца е од животно загрожувачки, ако тие желби се животно деструктивни. И обратно, попуштањето на желбите на нашите деца не е живото загрозувачки, ако тие желби не се животно деструктивни. Играњето видеоигри домачнина би било животно деструктивно за нив. Ова би бил мојот одговор. Желбата да се биде исклучен со часови покрај екранот доаѓа од его потреба и желба во која во крајна линија не го подобрува животот на детето. И токму поради тоа, овде Шефали спомнува дека навистина би било добро и потребно од страна на родителите да влезат, да се вмешат во животот на детето, за да постават граници преку преговарање. Зошто? Затоа што преку поставувањето на границите овде би се зачувало и здравието и животот на самото дете. Значи, кога ние, како родители, да кажеме, се држиме до границите, кои што го зачувуваат се од животно значење и го зачувуваат здравието и животот на детето, и како при тоа, значи, ги земаме и во обзир нивните темпераменти, ги земаме во предвид вистинските потреби на децата, тогаш на вистина овозможуваме едни да делуваме со едни граници и да поставуваме едни граници кои ќе преку кои детето ќе може да внесе еден здрав и интегриран живот. Односно, колку ние се фокусираме како родители на животно подобрувачките нешта во однос со детето, до толку и ние како родители ќе одиме во насока на одржување на неговото ментално и физичко здравје и одржување на добробитот на нашето дете. Значи, на неговата благосостојба. И овде Шефали ни дава еден случај, една комуникација која што би можеле на детето да му ја кажеме во ваква состојба, кога премногу игра видеоигри. Би му кажале, твојата благосостојба емоционална ми е најважна. Претераното играње со видеоигри не е добро за твојата психичка и физичка благосостојба. Те изолира, остануваш постојано затворен во твојата соба и го
ја губиш комуникацијата со семејството и со другарчињата. Не излегуваш надвор и не вешбаш. Јас ја почитувам твојата желба да играш видеоигри, но исто така ти мораш да се почитуваш и самиот себе си. Ајде да се договориме со тебе на начин кој би ти овозможил да ги правиш двете работи истовремено. И да играш на видеоигри, но исто така и да се грижиш за твоето ментално и физичко здравје. Драги родители, толку би било ова видео. Остануваме со истата тема за поставувањето на границите во наредното видео. Ви благодарам за вниманието. Имајте убав ден, се гледаме.